Здраво! Добре дојдовте на уште едно видео на страната Радикално будење на тема дали жените секогаш имаат избор. Во текот на нашето живење, сите крстопати од нашиот живот, од животот на една жена, не носат до едно исто сознанието дека сме мајки, сознание дека сме негователки и покрај тоа што голем број на жени не се оствариле како мајки во биолошка смисла на зборот. Значи, основно е во нашето битисување е како жени дека сме хранителки на планетата Земја. Меѓутоа, доколку жената не се остварила и не се осознала во својата суштина, се разделила од својата моќ, не се спознала себе си, не се поврзала себе си и не е во својата целовитост, се случува и сите околу неа на некој начин, помалку или повеќе, да страдаат. Во ова сегашност во која што ние живееме, степенот до кој што жената страда, значи е постигнато нејзиното, е доведено до нејзино страдање, не е заради доминацијата на експлоататорската токсична машка енергија, туку пред се заради фактот што жената не се разбудила и не се освестила за нејзината моќност како жена. Што значи тоа? Тоа значи дека ние како жени, ако не сме се разбудиле до нашето срце, а срцето знаеме дека што е центар на храброста на секој човек, и не сме всушност на некој начин не сме ја разбудиле она енергија, машка енергија во нас, која што е дел од целокупната женска енергија, значи ова машка енергија кај жената потполно се разликува од машката енергија кај мажите. Ова машка енергија кај жените и дозволува и дава на жената првенствено да се испочитува самата себе си, да се осознае самата себе си, да се сака самата себе си и првенствено и дава на жената сознание дека треба да се грижи прво само да се грижи за неа, да се негува себе си, за да може ова нешто да им го пренеси на сите околу неа. Значи, кога ова нешто ќе се поврзе жената, значи со таа здрава машка енергија во себе, токсичната машка енергија која што владее со светот ќе почне да слабе, едноставно ќе почне да се повлекува. Затоа велиме дека причината заради која што токсичната машка енергија владее со светот не е поради постоењето на мажи кои што се лоши, мажи кои што се злобни, туку поради фактот што жените всушност не се уште на ниво да бидат освестени, да бидат разбудени по основ на тоа. Значи, доколку ние како жени почнуваме да се освестуваме, почнуваме да се поврзуваме со нашата машка енергија во склопот на целокупната женска енергија, прво како индивидуи, а потоа како колектив, значи ние како жени нема да дозволуваме да остануваме мали во очите на другите, а кога нема да дозволиме да остануваме мали во очите на другите, тоа подразбира дека ние нема да дозволиме да не доминираат. Едноставно ќе почнеме да влегуваме во една рамнотежа или во една линија на подреденост помеѓу двата пола. Значи, жената едноставно, за да може да го оствари тоа, прво и основно значи дека жената треба да пројави една поддршка меѓу себе. Значи, жените прво и основно мора да почнат да се поддржуваат едни со себе. Значи, да се создаде една консолидација помеѓу жените. Жените да почнат да се консолидираат во смисла на тоа да стануваат силни, да бидат самозајакнати. А тоа единствено ќе можат да го направат ако тргнат по еден пат. Тоа е единствениот пат кој што може, кој што постои за да може да се оствара жените поддршката едни со други. Тоа подразбира тргнување од едно единствено место, а тоа е местото на себе прифаќање прво на жената.
место на себе вреднување, да тргнеме од место на себе сакање, место од себе спознавање, место на себе освестување. Значи, единствено тогаш жената ќе може да, кога ќе се разбере самата себе си, тогаш ќе почне и тоа нешто да го пренесува и кај другите жени. Значи, со своето собствено разбирање, ќе може и своето собствено разбирање да го пренесе и кај другите жени. Иако ова може би звучи како клише, меѓутоа, всушност, ова е и најтешкото нешто кое што може да се постигне во животот на една жена. Значи, кога ние тоа ќе го постигнеме, постепено ќе бидеме свесни за тоа колкава е нашата моќ како жени. Колку ние едноставно тогаш нема повеќе да дозволуваме да бидеме повредени, нема да дозволуваме да бидеме оштетени, затоа што како што се повредуваат материјалните добра, така и оштетуваат, така се оштетува и душата на битието, а бидејќи, значи, жената е битие, тоа значи дека голем дел од жените сме биле повредувани во текот на нашиот живот, во различни ситуации. Нема жена која што не била на некој начин, не се чувствувала повредена во својот живот, не била доволно ценета, не била доволно почитувана, што значи дека тоа нешто се случувало и кај голем број на жени со текот на години. Меѓутоа, жената кога ќе почне да го освести овој факт дека може да влезе во својата внатрешност, да се спознава самата себе си, да почне да ја вади таа машка енергија, здрава машка енергија од себе си и да почне да делува и да се сака самата себе си, да се спознава самата себе си, во таа смисла, во насока на себе освестување, жената нема да дозволи повеќе никој друг да ја повредува. Меѓутоа, што е она кое што на тој пат на нејзино себе освестување е, често пати велиме дека е нејзин најголем непријател. Голем број на жени го поставуваат и токму тоа прашање, и во книгата на авторката Шефали за радикалното будење е нагласено овој проблем, каде што голем број на жени го поставувале прашањето како јас како жена да се справам со женската љубомора. Значи, кога жената искусува љубомора од страна на другата жена, жената, значи, тогаш има избор како да делува. И тоа нешто може да го направи доколку одбере едно од два патишта. Прво, жената која што се среќава со љубомората, кога ќе се најде во ситуација да искусува љубомора од друга жена, жената која што е стабилна, која што се почитува самата себе си, која што се сака самата себе си, прво може да одбере да влезе во една состојба на неутралност. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека едноставно нема жената да дозволи зборовите од другата жена, енергијата од другата жена, емоциите од другата жена да допрат до неа. Зошто? Затоа што тоа прво не се нејзини емоции, не се нејзини зборови, не се нејзини чувства, и самата аура на стабилната жена, значи кога сме стабилни, кога едноставно сме јаки жени, ние самите ќе осетиме дека имаме некоја заштита, некој штит околу себе си, кој што едноставно не дозволува тие зборови да допрат до нас. Едноставно чувствуваме дека тие едноставно се одбиваат од нас. И ние нема да се ги земеме лично во нас, туку нема да му обрнуваме никакво внимание. И второто нешто кое што ќе се случи, тоа значи дека кој што може да се случи или да тргнеме по втората опција, тоа е жената да врати со
една доза на разбирање спрема другата жена или едноставно да сочувствува, да покаже одредена емпатија спрема другата жена, со што веднаш жената кога тоа го прави, се искачува едноставно на една повисока енергија, влегува во една повисока енергија, затоа што таа пред неа гледа личност која што со својата љубоморност е всушност личност која што покажува несигурност, личност која што поради начинот на кој што делува, всушност делува од една позиција на слабите карактеристики на нејзиниот карактер, што значи дека ние нема да се издигнеме над битието на другата личност, туку се издигнуваме на пониската фреквенција на која што во тој момент просто екзистира личноста. И самата таа енергија која што нам не качува, вибрираме на повисоко ниво, ако личноста која што моментално тогаш може несвесно делува, несвесно изреагирала така, значи можеме и ние да ја издигнеме на едно повисоко ниво, да ја помогнеме за да свати дека начинот на кој што изреагирала во тој момент, значи не бил соодветен и да ја вратиме и нејзината енергија да ја искачиме на едно повисоко ниво. Затоа што гледаме дека едноставно тогаш во тој момент другата личност делува, реагира од нејзиното лажно себе, таа не е она што е на вистина е во тој момент. Реагира од место на его, реагира од место на својата сенка, на нејзината, значи празнина, од својата слаба страна, затоа што љубомората всушност представува едно чувство на недостаток, нешто кое што нам ни фали, го гледаме дека постои во другата личност и го посакуваме, и во тие моменти ние делуваме со една токсична енергија која што енергија не е всушност нашата енергија, која што е сосема енергија која што не слегува, не стигнува на пониско ниво на суштествување. Значи, за да можеме ние да направиме промена на колективно ниво, мора да тргнеме од промената во нас, во самите себе си, што значи ние да можеме да ја спознаеме колкава е нашата сила, нашата моќ како енергија, како жени, да во смисла на едукација, во смисла на разбирање спрема другите, да можеме првенствено жените доколку влезат во својата моќ, тие не се свесни колку се силни и колку можат да ја вратат, да ги вратат границите на постоење на самите мажи. А со тоа постепено да ги учиме и нашите синови, да ги учиме и нашите ќерки да кои се нивните граници. Во смисла на тоа да можат да се задржат во границата на својата собствена машка и женска енергија и доколку излезат од тие граници, како да можат да се справат со во моментите кога излегуваат од нивните граници на машка и женска енергија. Меѓутоа, доколку како жени ние не сме во состојба, не сакаме да работиме на себе, не сакаме да се самозапознаеме, не сакаме да се прифатиме онакви какви што сме, во својата суштественост, да се запознаеме со своите капацитети, со својата моќност, тогаш се до тогаш ние во врските со другите луѓе, дали тоа ќе биде во врска со нашите деца, во врска со нашите партнери, во врската со другите луѓе во различни околности, дали во работна атмосфера, дали во пријателски односи и така натаму, се до тогаш ние ќе делуваме од едно чувство на недостаток, од едно чувство да бараме вредност, да бараме валидизација од страна на другите луѓе, која што не носи само во едни токсични релации. Меѓутоа, доколку почнеме и тргнеме на патот на освестувањето како жени, значи секогаш ние затоа велиме дека имаме избор, во смисла на тоа да се запознаваме на едно подлабоко ниво, каде што ќе се поврзаме со својата целовитост, ќе се поврзаме со нашата автентичност, ние ќе можеме да ја оствариме и суштината на нашето постоење, а тоа е пред се развивање на оние основни човекови карактеристики на секое битие, а тоа се сомилост, да бидеме
полни со разбирање, да знаеме дека сме вредни, дека ќе имаме едно негување спрема себе и спрема другите човекови суштества и преку тоа да ја развиваме нашата способност да бидеме пред се личности кои што ќе тргнат по патот на емпатијата. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.